Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем веќе 7 месеци интензивно работи на терен на воведување на еден иновативен начин за развој на локалната економија. Имено проектот во соработка со водечки македонски компании коинвестира во развој на локалните синџири на добавувачи. Конкретно, тука во Пелагонија веќе имаме остварено соработка со 4 водечки компании кои што се од млечната индустрија, конкретно Екошар, Здравје Радово, Сано и Маранчо. Со овие 4 водечки компании, заедно со проектот, помагаме на околу 50 на фармери за да ги подобрат своите приноси на млеко, како и квалитетот на млекото, подобрени услови на хигиена на фарма, зголемени приноси на пченка и на силажа, се со цел за да можат истите фармери да ги зголемат своите фарми. Во следниот период исто така ќе се работи доста и на подобрување на здравјето на животните, како и пристап до финансии за фармерите кои што сакаат понатаму да инвестираат во сточарство. Пристапот е мощно битен, бидејќи само на таков начин можеме да имаме одржлив економски развој, каде што и водечките компании, заедно со проектите и со донаторите инвестираат на терен, инвестираат во локалните добавувачи, бидејќи е мощно битно да се развиваат локалните добавувачи и да се сопре тој тренд на континуиран увоз на репроматеријали во Македонија. Млечната индустрија е екстремно интересна, како што знаеме, млекарите имаат се поголем проблем со суровина. Сточарството не е толку атрактивно за луѓето, особено за помладите, така што само со еден ваков интегрален пристап кон поддршка на земјоделството можеме во овој сектор да видиме зголемување и експанзија на малите бизниси. Концептот на Сано е да излезе во пресред на самите земјоделци и на самите сточари, конкретно во млечното говедарство. Пошто Сано продава само витаминско-минерални додатоци, замени за млека и супер концентрати, треба еден чекор понапред да се оди во целата реализација, а тоа е машината која што се наоѓа позади мене, која што е битна за да имаме целосно измешан оброк за мозните крави. Тоа е многу битно за да имаме пред се здравје на самото животно, а чим имаме здравје на самото животно, тогаш имаме поголема продуктивност, а исто така имаме и поголема млечност, која што е многу битна во овие услови на стопанисување. Значи, овие машини останува во собственост на наредните 5 години на, да речем, 50% Сано, 50% на USAID, али ги користа трите фарми во наредните 5 години. Значи, целта е фармите да видат бенефит и да го зголема нивниот профит, па цел после да зајакнат, за да можат да ги обезбедат овие машини да бидат понатаму во нивна собственост. Млекара Здравје произведува млеко кое што е добиено 100% од македонските фармери. Македонските млекопроизводители, значи се наши стратешки партнери и како такви ние секоја иницијатива за подобрувањето на квалитетот на млекото и за зголемувањето на квантитетот на млекото, ние ќе ја поддржиме и ќе ги поддржиме фармерите се со цел зголемување на квалитетот на млекото. Земјоделците ќе со овој проект од УСАИД, земјоделците ќе ги помогнеме со тоа што ќе даваме лактофризери кои што ќе го одржуваат квалитетот на млекото, а исто така со советодавни услуги да се подобри квалитетот, значи при самото измолзување и после измолзувањето да се добие задоволителен квалитет кој што ќе ни носи квалитетни производи кои што ќе можат да се извезуваат по европските пазари. Главната акционна група Агролидер е дел од грантирањето во третата компонента на проектот за развој на деловниот екосистем што е имплементиран од Паладиум, но со финансиска поддршка на УСАИД. Тоа е во делот за развој на корпоративна општествена одговорност, каде што поголеми компании инвестираат во помали компании, така да во овој дел, работејќи во полето на руралниот развој, ги идентификувавме како клучен приоритет развојот на млечниот сектор во Пелагонискиот регион и со финансиска поддршка од овој проект преку грантот обезбедуваме советодавни услуги на фарма и набавување на опрема на неколку фарми што ќе се користи од повеќе фарми, се со цел да се гради социјална кохезија и соработка помеѓу фармерите, воедно да се воспостави соработка помеѓу фармерите и откупувачите на млеко, беќе во млечниот сектор или преработувачката млечна индустрија,
и да се работи на заеднички развој на млечниот сектор во Република Македонија. Се надеваме дека ова грантирање ќе продолжи и понатаму, дека ќе имаме можност да се реплицира овој успешен пример на добра практика и на други фарми во други региони каде што работи локалната акциона Агролидер, ама и не секаде во Пелагонискиот регион. Општина Могила е срцето на Пелагонија. Тука се житариците, тука е полјоделството, меѓутоа не помалку е застапено и сточарството. Општина Могила, на територија на општина Могила има околу 180 активни фирми, од кои поголемиот дел се сепак сточарите. Со овој проект дефинитивно им помагаме директно на оние што се занимаваат со сточарство и секако ќе го подпомогнат и ќе го оддржат развојот на идните помлади компании во понатамошниот период.